Нашите соговорници Невен и Игор од популарната група In Vivo ја забавуваа скопската публика во дискотеката Централ Парк во Скопје, пружајќи уште една незаборавна вечер. Нивниот енергичен настап потсети зошто веќе 2 децении се дел од музичката сцена. Иако атмосферата беше на највисоко ниво, едно прашање остана отворено. Дали In Vivo подготвуваат спектакл за 20 години од кариерата или нивните навестувања беа само иронија? Групата се уште има неколку години до овој значаен јубилеј, но ние ги подсетивме да размислат за тоа, во случај да им избегнало од умот. Додека публиката уживаше во нивните безвременски хитови, останува надежта дека In Vivo ќе се разбудат и ќе ни израдуваат со нов материјал кој ќе го продолжи нивниот успех. Со текот на годините, тие оставија значајна трага на домашната музичка сцена, а ние сме подготвени за уште еден хит што ќе го отпееме со полно срце. Скопје ја покажа својата љубов и поддршка кон In Vivo, а сега останува на нив да ги исполнат очекувањата и можеби да го направат долго очекуваниот спектакл за 20 годишнината, кој би бил совршен подарок за нивните фанови. Добродојдовте во Хайп Македонија. Благодарам што фативте да бидете наши соговорници. Па сакам за почеток да ве прашам, одамна не сте биле во Скопје. Дали успеавте да прошетате тука некаде или директно на настап? Да, мало некад прошетам, ал ретко. Углавном идемо директно на настап. Имате некои спомени од Скопје како или од Македонија, во каков печаток ви останала нашата држава? Македонија е толику су топли луѓи и публика е увек значи, екстра. Видеќе му вечерас. Да. Во 2007 го испеавте вашиот најголем хит Ту. Колкова песна ги смени вашите животи или вашата кариера? Она е прва и најпопуларнија песма икаде, така да без неја веројатно не би ни постои. Она нам ја усмерила живот и кариера. Кој е рецептот за таква песна? Рецепт е да правиш пуно песама, пуно и онда да избереш 10 најбољи кои мислиш да су најбољи, онда пустиш друштво да слуша и онда друштво каже ова е најбоља. Mi smo tako izabrali tu i onda smo zbog toga snimili tu pesmu i ispalo je da je to stvarno pesma koja ne samo se sviđa našem društvu, nego se svidela svim ljudima širom sveta. Како коментирате насловот на песната Ту на вашиот колега Девито, што после 16 години... Има исти наслов. Има, да, дует со Бреспица за. По ништо, мисли, та песма е исто развалила, така да, как има везе? Да. Веројатно свака песма која се случај да развал. Ali nije, kod njih je tu, kao ovde, a kod nas je signal i slušalice. Tu. A to je razlika. Da. Така. А sad će da snime. Вака, Макумина знаат дека вие всушност го лансиравте, да не речам, вашиот колега Лео, меѓу пеачите, заедно со вашиот заеднички дует, па дури ова воли фудбалера, така? Да. И дури Војашис коментира дека бил фан на таа песна и му пишал. Кажете ми, колку ви значи тоа? Нама колку значи? Да. Повише значи Леону, сигурно, мислим, ми смо... Дали вие мислите дека вие му помогнавте на Леон да дадете правец на кариера? Па мислим, ми смо му помогли, али... У том тренутку, кад je on imao tu ambiciju da se bavi, mi smo tu bili za njega. Mislim, to je pesma koju smo zajedno napravili, tako da i on je učestvovao u upravljanju te pesme i melodije i svega, tako da on je jako talentovan dečko, on bi i bez nas napravio mnogo, tako da mi smo ga samo, ajde kažem, usmerili, nismo ga ni usmerili, nego smo jednostavno pružili šansu da preko nas ga ljudi vide. Tako da je to tako išlo. Имате дуети со Теодора Джекверовиќ и Емара Дујко. Какви се они приватно? Какви се исто соработка? Супер, лагани скроз, tako da... Со која потешко се соработува? Ама не. По то ти нико не би rekao je. Ne. Mislim, mi nismo imali ni sa kim stvarno nikad problema. Sa svima smo baš lako sarađivali, verovatno što smo i mi fleksibilni i mislim, opušteni za saradnju, pogotovo on. Што е разликата? Pa ja sam malo onako... Komplikovani, da, malo više ja to nešto volim da bude kako nešto, usitna crevca, kako se kaže kod nas. Така. Значи, всушност некој треба да направи дует со вас за да има хит или да му тргне во кариерата. Ми сме као златна кока за почетник, за нови звезди. Така. Јас како што можев да израчунала сам, во 2027 е 20 години од вашата кариера. Така? Браво. Спремате? Пет извод. Петка е. И што, спремате ли нешто по тој повод? Може би некој албум?
Naravno da spremamo neviđeni, balkanski, najveći koncept, nezapamćen na ovih prostorima. Mislim, napravit ćemo sigurno nešto da obeležimo 20 godina karijere. Nije malo 20 godina za neko. Jaz mislim, дека вие на публиката и фалите малце. Искрено. Дали вие го мислите тоа? Pa da, evo, sad smo spremili 5 novih pesama, točnije album, spremamo mini album i onda ćemo, nadam se, posle toga manje da fali. Може ли да ни откриете нешто за албумот? Pa album će biti u fazonu poslednji Bojan pesme. To je neki pravac koji se nama, ajde kažem, mi smo se pronašli u tom pravcu jer ima dosta pevanja, nije samo moderno ovo, tako da, eto, to spremamo. Album za 5 pesama koji će bući na kafanski, ali će imati modernu notu. Што мислите за овој нов правец на музиката што го има сега, новите артисти, како војаш? Супер, не, стварно. Svako vreme ima neki svoj novi pravac i dokle god to sviđa publici, to je najbitnije. Ne zbog njih radi. Дали вие би направиле дует со некој од нив? Što da ne? Naravno. Со кого, например? Pa sa bilo kim od njih, mislim, koji god da spomeniš, što da ne. Ako se potrafi prava situacija, prava pesma, što da ne. Da. Mislim, ne postoji niko sa kim mi ne bismo snimili duet, tako da je bitno samo da je dobra pesma. Сега вако во склоп на новата година едно маце вако поинако прашање, дали верувате во Дедо Мраз? Наравно, свајсто. Што би сакале да ви исполни во новата година Дедо Мраз? Јој, не знам, само здравља, среќа и љубави. Прашање испушти. Дали некогаш ви се случило во текот на вашата кариера, пошто имате многу обожавателки, да се скарате за некоја? Што го чуваш? Recite mi, molim vas. Pa ne, ja nisam razumio. Pa nisam ja. Mislim, liči mi na nešto, ali vjerojatno nije to. Da li ste se posvađali sa nekom devojkom? A nas dvojice? Da. U životu? Da vam se sviđa jedna ista devojka od obožavateljki? Ne. Нешто, не. Имамо различито. Ви благодарам, мислам дека беше интересен разговор помеѓу нас. Ние ќе го очекуваме сега вашиот настап да го преследиме. Ви благодарам што бевте наши соговорници. Хвала те. Mi smo in vivo. A vi gledate Hype Makedonija.